Се враќаме во студиото. Наш гостин е тука е господин Златко Кузманов, доктор по безбедносни науки од Центарот за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добро дојавте во студио 10. Или добро се вративте, да речеме. Да, добро. Благодарна за поканата и за можноста да поразговараме за овие актуелни настани. Да, имаме настан кој навистина е светски настан број 1 во моментот. Тој договор или меморандум за договор, како да го наречеме, помеѓу Соединените американски држави и Иран, кој засега треба да стави крај на непријателствата, крај на војната, отварање на Хормуз и низа на други чекори кои треба да представуваат една нормализација во односите. Па еве, како за вовед во разговорот, што знаеме за тој фамозен меморандум, а што не знаеме, барем до сега? Да, право сте, значи тоа е сега вест, практично овие денови вест број 1 во светот. Обидите да се постигне некој договор и да се спрекине војната меѓу Соединените американски држави и Израел од една страна и Иран. Тука во јавноста уште не или се сигурно се излезе на официјална верзија од тој договор или меморандум за разбирање. Излегуваат различни верзии, но еве ќе почекаме до петок кога ќе биде потпишан тој меморандум, па ќе ги согледаме и нели вистинската содржина, негова содржина. Сега може да коментираме ова што е во оптек во јавноста. Јас прво ќе кажам, видите сега тука ова војна меѓу САД и Израел со Иран, практично разликите беа големи. Се беше прашање и за Соединените американски држави и Израел дали да се продолжи со таа војна, па и за Иран да се оди кон тотална војна, нели копнена операција и така натаму, или да се бара компромис. Каде што ќе попуштат и сите страни ќе попуштат. Гледаме за сега дека е прифатено ова второто, да не се оди кон тотална војна, што не им одговара на никој, ни на Соединените американски држави, па ни на Израел, ако се тие повеќе силати, или Иран, па и на сите засегнати страни кои ги трпат последиците. Значи на никој не им одговара, ни на актуелните играчи во оваа ситуација, ни на сите засегнати страни не им одговара тотална војна. И мислам затоа и се решија да одат кон одреден компромис. Тој компромис, сепак разликите се големи, затоа и се оди со овој меморандум за разбирање. Значи да тука да направиме една разлика. Ќе биде потпишан веројатно петок, ете у Женева најавуваат, каде што и беа и прекинати преговорите пред да започне бомбардирањето на Иран на 28 февруари, меморандум за разбирање. Значи ова не е класичен договор. Да, тоа да го појаснеме. Не се работи за мировен договор. Значи не е мировен договор. Ова е само поидена основа, прва фаза, начелен договор да прекинат непријателствата и да почнат да разговараат во тие рокови што ги дале тамо 30-60 дена до постигнување на конечен договор. Тука мора да кажеме дека и овој меморандум за разбирање, кој има полабава форма било како договорот се очекува да биде постигнат после 60 дена. И ценам дека ќе бидат преговорите, разговорите мачни, тешки, со одредени нели условувања и така натаму. Самиот меморандум и ова што излегува сега во јавноста за тие 14 члена на тој меморандум за разбирање се така поставени да се условени еден со друг. Исполнувањето практично е тежок меморандум со сложени членови, каде што исполнувањето на одреден еден чекор условува дали ќе продолжиме со следниот чекор. И тоа кажува колку е тоа комплексно, без оглед што сега е нели овој денови самото тоа дека е прогласен некоја согласност за прекин на огнот е прифатено добронамерно од сите и во медиумите. Мора да нагласиме и да предупредиме дека допрва стои тешката работа. И тука сега ова што излезе во јавноста, кои се тука тие главни попуштања или компромиси што ги направили едната и другата страна пред Соединените американски држави во име на Израел, колку и да не се согласува, и Иран што морал да направи отстапки. Основното е тука да прекинат сите непријателства во моментот, као што е прекинато, да запрат борбените дејства и да се одблокира Хормушкиот теснец и од страна на Иран и од страна на Соединените американски држави, и веќе да почнат да трговијата и бродовите со нафта, со плин и со други производи да можат да поминуваат низ Хормушкиот теснец. Тоа е веќе на сила, тоа е почетното она. Сега гледаме тука дека ќе кажеме нешто понатаму за Израел, бидејќи тука он проблематичен околу испочитувањето на сето тоа колку ќе го почитува ставот на Соединените американски држави, бидејќи овие практично преговара и во нивно име не беа вклучени израелците во преговорите. Од друга страна,
одстапката, или ако гледаме одстапка која е главна, ја споменав целиот овој меморандум за разбирање, главната одстапка е тоа што Иран би се сложил да не развива нуклеарна програма со своите нуклеарни капацитети. Значи, од нуклеарните електрани и разбогатување ураниум да го прекине и да не произведува нуклеарно оружје, тоа е една од главните постапки каде што се обврзува на некој начин, односно ќе преговараат овие 60 дена да го тоа утврдат. Тоа е една главната отстапка од иранска страна, од друга страна гледаме малку повеќе отстапки од Соединетите Американски држави, бидејќи во овој меморандум гледаме нема тука веќе барање за ограничување на ракетната програма на Иран, сите оние барања што беа пред почетокот на војната. Значи, да се прекине со развој на ракетната програма, да се намалат иранските големината иранските сили, да се ограничи. Промена на режимот, да не збориме овој раководството што беа барање на почетокот. Понатом да се ослободат сите политички затвореници, па да не Иран да не дава поддршка на неговите прокси сили, Хамас, Хезболах и Хутите и така натаму. И точка на пример да се намалат американските војни бази околу Иран. Тоа е по безболното. Сега велам, овие беа барања кои беа на почетокот уште и сега тие не се ни најдоа таму, практично гледате, од американска страна не се инсистираат. Од американска страна тежиштето беше ставено да се откажат од нуклеарната програма за војни цели. Оние што се во критичари, ајде да речеме, на договорот од Соединетите Американски држави, кои барем јас ги гледам, велат дека овој договор е на некој начин дебакл за политиката на Доналд Трамп, бидејќи фактички излегува дека војната не постигнала ништо. Дека тука Вашингтон не ги диктира условите на овој договор, туку се гледа дека многу точки исполнува кои се барања на Иран. Значи, пак се враќаме на некоја ситуација од пред војната, дополнително со остапки кои Америка ги прави сега, не морала да ги направи. Да, тие се две гледишта. Ако гледаме преку очите на критичарите, може така да се гледа. Ако гледаме преку очите на другите што гледат поумерено дека сепак има тука некој поместување и добро е тоа што се направило, така и ќе ги анализирам. Од друга страна мора да бидеме свесни дека и двете страни гледате во толкувањето на тој сам меморандум, сепак го толкуваат на свој начин пред својата јавност како тие да се победници, дека тие извојувале тука подобри услови во самиот преговори. Тоа секогаш било присутно, но еве ќе излезе во петок целосната содржина, реалната, вистинската содржина, па ќе може да се толкува и точно, без оглед што мислам дека и овој верзии денес што излегува веќе дека е тоа. Очигледно е дека Соединетите Американски држави на некој начин се задоволуваат со она клучното барање да Иран да се откаже од нуклеарна програма за војни цели, односно произведено нуклеарно вооружување, а ова сето друго на некој начин се става на страна, сите оние барања што беа пред започнување на бомбардирањето, нели во врска со и раководството, режимот, власта, силите и така натаму, што од друга страна на Израел заеме дека му смета, бидејќи тие беа цврсто стоја за тие барања дека сака целосен колапс на Иран и сега тоа на некој начин ќе биде проблем во спроведувањето на овој договор, бидејќи оние веќе изјавуваат на некој начин, посебно тие малцинските коалициски партии екстремни во владата во Израел, кои не се согласуваат со овој договор и као дете го отфрлаат. Али мислам дека сепак Нетањаху ќе биде тука повнимателен, не сме да дојде до целосно непријателство или да ги заостри односите со Трамп и Соединетите Американски држави, ќе мора да бидат кооперативни. Тука Иран веќе инсистираше прекинот на огнот и отварањето на тесносот поврзано е и со прекин на војните дејства и во Либан. Значи тоа е издејствувано и стои во договорот и тука Израел ќе мора сега тоа да го прифати. Како ќе го прифати ќе видиме за овие 60 дена. Но оно што можеме да го видиме барем од изјавите на одредени израелски званичници, како министер за одбрана, тој рече веднаш, не Израел ќе продолжи со операциите во Либан, нема да се повлечеме од Либан, па дури и се постираат некои видеа каде што намерно се уриваат тамо куки на некој начин како да се подсмеваат на целиот договор. За волја на вистината, израелскиот премиер Нетањаху засега молчи, се нема изјаснето директно, но може ли да биде Израел проблематичен во оваа приказна и дали мислите дека Иран толку многу би се држал на таа точка поврзана со Либан и да ризикува целосно пропагање на договорот поради тоа? Па мислам дека Израел ќе мора да на некој начин да биде кооперативен. Без оглед колку тоа не му одговора. Ние знаеме дека и пред тоа кога се постигнуваат договори, нели се кршеа тие
спорадично од време на време и така натаму, али да не дојде до ширење таква експанзија да се обноват тие војни дејства. Значи, мислам дека до тоа нема да дојде, дека реков и на почетокот овие 30 и 60 дена ќе бидат мачни преговори. Сега од петок тие ќе одредат своји веројатно главни преговарачи, тимови за сето тоа како да се спроведува, да се наблюдува така натаму, каде што и Иран и Израел веројатно ќе барат од американците некои своји услови така натаму, али мислам дека штом е постигнат договор да прекинат сите непријателства во моментот борбени дејства и така натаму, и за тие 30-60 дена со условување сега ќе се оди чекор по чекор. Па и тука е наведено, нели, ако Иран е кооперативен, ги исполнува условите по ослободување на оние санкции, сега е само дозволено да може да извезува нафтата и тие петрохемиски производи, а понатаму од неговата кооперативност ќе може да му се ослободуваат оние санкции кои му се наметнати од Обединетите нации, Соединетите американски држави и другата меѓународна заедница. Па плюс оние, нели, средства кои се заробени 20 различни се бројките од 20 до 100 милиарди евра долари кои се замрзнати нивни средства во странство да полека да ги враќа и така натаму, па и до она стимулативна мерка до може пакет од 300 милиарди долари или евра за обнова на Ирак и така натаму, кои би биле одредени фондови и би учествувале државите кои се заинтересирани. Тоа е она стимулативно да биде им Иран кооперативен во тие 60 дена, да се постигнат овие договори постепено и на крај да се седне да се склучи тој конечен договор после 60 дена. Али основно е, мислам дека претседател Трамп за Америка е основно и стои во овие нацрт договори, меморандум што излезе сега, дека Иран прифаќа и да се откаже од развој на нуклеарно вооружување. И мислам дека за Соединетите американски држави тоа ќе биде едно од главното, па тоа е битно и за Израел. Бидејќи останате закани или вооружени сили или ракети системи така натаму, гледаме дека и може да се контролираат или некоја поголема сила тука да воспостави контрола. Така да тоа е добро што ќе се постигне у петок, се надеваме дека и ќе се потпиши, бидејќи начелно е прифатено и од Иран и од иранските представници, и да очекуваме сега еден период, да кажеме, мислам дека малку и мачен и тензичен од 30 па 60 дена до целосно завршување на тие преговори, на прецизирање на сите услови и да дојде до конечно потпишување на тој мировен договор за спречување на војната. И гледате сега тука во војна колку го одзема вниманието сето. Ние заборавивме меѓу време и на одборот за мир и за Газа, колку беше бомбасто најавуван пред тоа. Знаете, гледате сега колку работи се случи. Дури и малтене војната и во Русија и Украина ја стави во втор план ова војна од 2 месеци колку трае. Рече претседател Трамп кога ќе заврши со Иран дека ќе се посвети повторно ќе се врати на Русија и Украина. Уште ова околу нуклеарниот договор, тој се разбира дека е клучна точка и дека е главен интерес кој ги поврзува Соединетите американски држави и Израел во оваа приказна. Тука ќе бидат важни деталите кои се уште очигледно не се договорени, кои ќе се договараат, но конечниот изглед на тој договор ќе биде клучен, ми се чини, за постигнување на траен мир. Бидејќи постоеше оно еден претходен договор кој го направи претседателот Обама за ограничување на иранското нуклеарно гориво, ајде да речеме, или збогатување на ураниум, кое беше стопирано. Сега, битно е каков ќе биде овој договор. Дали ќе биде нешто слично така, или ќе биде целосно откажување на Иран од збогатување ураниум? Да, јас и пред тоа мислам и дека и предавање на постоечкиот збогатен ураниум, што исто така е многу важно. Тоа доправа ќе видиме, тоа ќе биде тука, ќе биде главната борба и условување во тие преговори. Он е тешкиот костен во самите преговори, тоа ќе биде како тоа се ќе. Бидејќи сега во овој нацрт меморандум договор стои за разбирање, стои дека Иран се сложува дека нема да развива нуклеарно вооружување. Тоа е основата. Сега, како тоа, што ќе се прави со постојниот збогатен ураниум до 60%, негде 400 килограми, колку што се предвидуваше дека ги има. Но, се извинувам, таа реченица е прилично, ајде да речеме, двосмислена, бидејќи официјалната позиција на Иран е дека не развива нуклеарно оружје. Тие велат дека не развиваат нуклеарно оружје, онак Иран секогаш вели ние развиваме оружје само за цивилни цели. Значи, официјалната позиција на Иран не е дека развива нуклеарно оружје, нели? Да, ли
во стои договора, значи сега ние го разработуваме, иначе таму стои дека нема да развива нуклеарно оружје. Сега ние нели ова што се пишуваше, што се информациите, тие ги толкуваме. Ако има или дојде комисии влеза таму и меѓународни има стварно тој ураниум збогатен така натаму, таму се предвидува нели да него да се врати на почетна состојба негде, нели тоа збогатување од 60% да се вратило негде на 3,7%, 4%, што да биде неупотребли за воени цели, да може да се користи само за нуклеарните електрани, бидејќи тие градат таму, руците градат нуклеарни електрани во Иран, тие ќе им останат за производство на енергија. Им треба тој ураниум за нуклеарните електрани, за економијата, за енергијата. И сега е тука прашање, значи тука доправо ќе се разговара кој тоа ќе го прави, меѓународна заедница, Соединените американски држави, кој ќе го разблажува тој ураниум да го врати на тие 3,7-4% збогатеност. Што после со таа, како велат они, нели нуклеарна прашина ќе прави, дали ќе се изведе, дали ќе се однесе од друга земја, дали ќе се чува таму, сето тоа сега ќе се преговара во тие 60 дена и затоа велам тие ќе бидат сложени и тешки преговори. Расположение начелно има и затоа е прекинато непријателството и затоа и може Соединените американски држави не инсистира на овие другите барања и околу ракетната програма, и политички затвореници, и големината на иранските сили, и поддршката останува практично на прокси силите и на Хутите и Хезболах и Јемен и така натаму, него концентрацијата за нив е ова. И мислам дека ќе видиме сега како ќе течат тие преговори во наредните 60 дена. Јас реков моја проценка дека тоа ќе биде тешко, постепено со условување, али оно што е битно е отворен одмах хромашкиот премин теснец, трговијата да тече, да може да се извезува нафта и плин и така натаму, бидејќи нели покрај нив рековме притисокот е голем и од нивните сојузници кои се засегнати од економските последици од затварањето на хормашкиот теснец кој Иран вешто го употреби како асиметрична алатка да војува со многу поголема сила. И мислам дека во таа насока тоа ќе оди, али еве, затоа ќе оставиме сега простор, затоа јас не на ефорично постигна мир, готово се е решено и така натаму. Не, ова е меморандум за разбирање, почеток, прва фаза, до прва 30 или 60 дена треба да преговарат за многу работи за да се постигне тој конечен договор и да го видиме меѓувреме колку Израел ќе биде послушен, нема да биде послушен во сета таа работа и да се постигне тој конечен договор. Да, се согласувате ли дека оваа војна во Иран има една многу силна специфика и можеби ќе остане анализирана на тој начин во историјата како војна каде што крајниот исход не го решија толку воените действија, туку економските последици од војната. Всушност тие во овој случај излегува посилен фактор од самите воени действија. Па тоа го рековме сега, значи кога имате такви услови како што Иран го има, Иран и сепак е и голема сила, али плюс овие другата позицијата и тој хормашки теснец или како го нарекуваме, ги употребуваат и економските и политичките и другите моќи за да водите една ваква војна против една најголемата сила. Значи тука и јасна констатацијата дека хормашкиот теснец како стратешка позиција и каде што поминуваат толку преку 15-20% од светската трговија, да вие тоа го контролирате и го блокирате, да може да влијаете на текот на борбените дејства, тоа е она алатка, класичен пример по книга, по уджбеник за асиметрично војување. Кога вие таа економска блокада ја користите да може да попречите и војни дејства на многу поголема сила од вас и да издействувате ваков некој асиметричен договор каде што и големата сила што е поголема евидентно мора да попушти да направи некој компромис и да се да дојде до некој договор, бидејќи знаеме што се изјавуваше пред да започнат нападите врзиран, кои беа условите. Сега еве и председател Трамп на некој вред, тие се сега ни одговараат, тие преговараат, че нема проблем сега дали е тоа режим или не режим, вели тие се кооперативни, добри се тие новите лица и така натаму. Значи големо е поместувањето од почетните позиции на Соединените американски држави, а рековме Израел е тука по страна. Јас во една и друга анализа овде кај јас реков дека сепак Израел ќе мора да се прилагоди на политиката на Соединените американски држави, бидејќи зависат во многу сегменти од нивната помош, посебно во делот на безбедноста. Да. Во поглед на руско-украинската војна гледаме дека, како што кажавме, председател Трамп најави дека дека ќе се врати фокусот на Америка тамо врз тој конфликт, но исто така и рече дека Русија би требало да постигне договор. Некако тие пораките на председател Трамп се
како велат американците, како свинг, нели, како лулачка, еднаш одат наваму, еднаш натаму, еднаш наваму, еднаш натаму, зависи со колку ќе разговара дента, такви му се ставовите. Сега разговараше на Г7 самитот со Зеленски, нели? И потоа излезе со еден таков став, но ништо чудо утре да излезе со друг став, со поголем притисок врз Зеленски и така натаму. Но се чини дека во таа војна, освен што продолжуваат војните действија без прекин, има некои сигнали како нешто да се случува. Беше онаа посета на Роман Абрамович на Киев, како пратен од Путин таму, значи нешто се разговарало. Зеленски неколку пати изјавува дека е спремен да се види со Путин. Како а имаме и еден интересен засилен притисок врз логистичките линии на Русија пред се во Јужна Украина. Така како нешто да се случува, ви се чини ли така? Јас моментално состојба војната меѓу Русија и Украина гледам вака. Значи, гледате, има состојба како нели, завојуваните страни, као ете се зголемуваат ракетирањата, се зголемуваат нападите со дронови и така натаму, како да можат и двете страни да продолжат со борбените дејства со сите последици кои може да ги носи таа војна. А од друга страна се пројавува чувството дека сепак и двете страни на некој начин посакуваат сепак ова војна веќе да на некој начин преврши, бидејќи големи поместувања на таа борбена линијата на зграничување нема. А двете страни се прилично исцрпени. А и секако и предолго трае, веќе 4-5 година, значи и пораките кои ги дава практично еви Украина постепено и председателот од Украина бара средба, бара да седнеме да склучиме, без оглед што борбените дејства нели течат во текот на секојдневно, посебно со ракетирање, со упади со дронови и така натаму. Во таа насока, ако гледаме така, еве сега и самитот што беше во Франција, каде што беше присутен председателот на Соединетите американски држави и го повика и Зеленски на тој самит тука под иницијатива на Франција, Германија и Британија, кои го највише поддржуваат. Практично за молбата сега да се искористи моментот ако ова веќе примире стапи на сила помеѓу Соединетите американски држави и Иран, вниманието на Соединетите американски држави, односно на председателот Трамп да се врати да помогне во стварање услови за постигнување некој договор со Русија. Бидејќи оценката е нивна дека само он лично може да влие на Путин најмногу, да може да го доведе на преговарачка маса, каде што он тоа го избегнува и не сака да седнува со европските лидери водечките, а не па и со Зеленски, без оглед што Зеленски повеќе пати нели се нуди да имаат средби и така натаму, али очигледен ставот на председател Путин дека он тоа само го гледа како голема сила да го направи тоа со посредништво на Соединетите американски држави или евентуално Кина или така натаму. И тоа еве сега се иницира и се иницираше сега во Франција, се бараше од Трамп, затоа и беше таа средба, затоа и беше повикан Зеленски тамо да има кратка билатерална средба со Трамп, каде што го замолува да влие на Путин и така натаму, да почнат да преговараат. Да се создадат услови за некој преговарање. И сега секојдневни борбените дејства продолжуваат, бидејќи поддршката за Украина исто е голема од западните држави, посебно во овој дел, нели, ракетната техника и дроновите, па гледаме веќе како може да и тие прават одредена штета на руска страна длабоко од територијата на Русија. Од друга страна, притисокот Русија веќе почна да го зголема притисокот на борбената линија со интензивирање борбените дејства, посебно на овој дел, оној што не е освен нели на таа Донецк република, што му е проблем на Путин, нели беше проблем во оние преговори дали да склуча договор каде што бараше да му се отстапи тоа што не е освоено уште тие 20-30% од Донецка република, посебно во тој дел према Петровск и Константиновка, тоа е од Бахмут лево, во освоениот Бахмут, таа е цела една трансферзара, критичен коридор за снебдевање на украинските трупи, каде што е тука најголем притисок од сега од руска страна да се освои, а тоа е практично и тој ќош уште не освоен 20-30% од Донецка република, каде што сакаат русите да го освојат, односно бара да им се отстапи без војна, а Украина не го сакаше тоа да го прави, бидејќи знаеме дека тоа беше една од главните пречки да не се постигне договори пред неколку месеци кога имаше обиди за договор за прекинување на пријателствата и се постигне некои
тој договор меѓу Русија и Украина. И плюс оние гаранциите, каде што нели гаранциите за украинска страна кои не беа прифатливи за руска страна во однос на НАТО, безбедносните гаранции сили да дојдат таму за разграничување. Мислам дека сега полека ќе се создаваат услови да дојде до такви обиди, да се посебно искористи влијанието на председателот Трамп и односот со Путин, да направат одредени средби и да започнат постепено да може да дојдат до некои преговори за да се согледуваат условите како би одело тоа, како би течело. И што би било добро секој случај за меѓународниот мир. Тука гледаме и улогата на битна е на европските држави, после водечките држави, Германија, Франција, Велика Британија и така натаму, Италија, во инволвирањето тие сака да бидат дел веќе од преговарачката маса, не како што беа пред тоа тргнати меѓу кога Русија и Америка преговараше со Русија и Украина, тие сака да бидат дел, бидејќи сега и целата повеќата поголемата помош за Украина доаѓа од европските држави, не доаѓа само од Соединетите американски држави. И тие сака да бидат веќе дел на масата и тука и Зеленски игра на таа карта повеќе, затоа и го поддржуваат нели Франција и овие другите држави го викаат на состаноци, на овие битните состаноци, каде што реално Украина како сила не може да присуствува, али ја викаат, затоа што овие водечки европски држави го поддржуваат и сакаат и тие да бидат дел од преговорот и договорот со Русија. Мислам дека ќе инсистираат на тоа што не беше пред тоа беше пред неколку месеци, знаете дека тоа Русија го одбиваше нака лесно и не дозволуваше. Но сега Европската унија некако како да ја превзема улогата на... Ја превзема и она што практично Трамп ги натера да вложуваат повеќе за својата одбрана, да мислат својата одбрана да се троши, што генерално можеби не е добро или не е добро се произведува, се троши за вооружување, или некој мисли дека е добро затоа што се вложува за безбедноста на самата одбрана на Европа без поголема помош на американски држави. Тука оди Европа во таа насока, па ќе кажеме само во тој дел и самитот што беше сега и на министрите неформални министрите за одбрана на Европската унија во Никозија, каде што се зборува, веќе се подготвува нова стратегија за национална безбедност, европска стратегија за национална безбедност, која се очекува негде да биде усвоена таму во септември, за која понатаму веројатно ќе поразговараме, каде што тука поентата во таа ќе биде таа поголема самостојност на европската одбрана и безбедност без поддршка толку од Соединетите американски држави во таа стратегија што се очекува да се усвои во септември. Али ќе разговараме за содржината понатаму. Во поглед на европската стратегија и концепт гледаме дека имаме зголемени трошоци за одбрана, зголемено отварање на нови воени капацитети, воени фабрики, особено во тоа предничи Германија сега. Германија се ревооружува на некој начин, но и Франција тука се разбира. Франција направи една стратегија со давање на својот нуклеарен штит на европските земји како замена за американскиот на некој начин. Но тука цело време сето тоа се прави во контекст на еден наратив кој сега гледаме дека е лајт мотив во таа приказа е дека е можен конфликт со Русија. И тоа ми се чини дека тука германците предничат во давање на датуми, се спомнуваат 28, 29, 30, 32 и така натаму. До тогаш треба да бидеме подготвени, може да има конфликт и така натаму. Сакам да ве прашам околу тој наратив. Верувате ли навистина дека постои опасност од реален судир помеѓу Русија и НАТО, да речеме, или Русија и Европа, како сакате, или сепак се работи за создавање на таква една атмосфера само поради вооружување, трошење пари за одбрана и така натаму? Да, значи тоа се две страни од една медаља. Прво основно имаме нарушена безбедност во Европа заради војната на Русија и Украина. Европа ја гледа Русија како закана, тоа се факти, заради ова војна и непрекинување на тоа непријателство. Русија веројатно истото тоа го смета и за Европа и за НАТО. Од друга страна, овој наратив што го велите вие, малку повеќе таа другата страна да бедадет каде што се користи на некој начин и да се оправдаат сите тие зголемени вложувања, енормни вложувања за одбранбени и безбедносни цели. И каде што се трошат големи пари или се одобруваат да се одобрат тие пари во сите овие држави во Европската унија и НАТО и така натаму. И сега таа реторика која пратиме секојдневно, а медиумите да пратат нели тие изјави овој рок до тогаш може и да кажеме и вака ако спекулираме на тој начин, па тогаш и одговара и на европските држави, ајде ќе ја поддржуваме Украина максимално,
нека гори таму на војното поле, ќе подржуваме со средства, бидејќи додека ние не ги постигнеме тие капацитети што сакаме да ги постигнеме, велиме, нели Европската унија и водечките држави велат допрва треба да изградиме некои капацитети, касниме со одредени војни средства и така натаму, и сега е со одобрени средства да се произведува такво вооружување, да дојде на конвенционален план да и сепарира на Русија, тогаш значи ми одговара ние да вложуваме и даваме средства и на Украина, да трае оваа војна, да се српува и Русија, додека ние не ги постигнеме одредени капацитети каде што ќе парираме соодветно како што мислат, нели, ако веќе шпекулираме. Може и така да се цени тоа, нели, зошто тоа трае и колку трае. Бидејќи ако имате сила која решила сили да се бранат и да гинат таму и така натаму, бидејќи се напазнати, тогаш јас ќе ви давам и оружје и опрема, све продолжете, додека јас некои капацитети не ги содадам, бидејќи такви се одлуки донесени и во Европската унија и во НАТО. Тука е битно да спомнеме и за НАТО самитот сега што ќе биде нели другиот месец во Анкара од 7 и 8, каде што ќе се разговара за самитот на НАТО ќе биде во Анкара од 7 до 8 јули, каде што ќе се разговара повторно и за Украина, за европската безбедност и на НАТО државите, така натаму со поддршка на Соединетите американски држави, ќе се збори многу за производството на оружје, за одбранбената индустрија. Тоа ќе бидат едни од главните теми тука на самитот на НАТО, кои сигурно дека ќе го разговараме за месец дена. Има тука една интересна одлука, да ја кажа, подготовка одлука врска со што збориме европската безбедност. Има предлог за во Анкара да се одобри, државите лидерите мора да го одобрат тоа на самит, да практично сега првпат командантот на заедничката врховна команда во Европа, каде што е американски генерал на НАТО и на американските сили, да може сам да донесе одлуки за употреба на борбените сили за напади од дронови и така натаму од овие упади што имаше. Пред тоа беше мора со процедурите од НАТО државите се согласат, представниците да одобрат. Сега ќе се бара во Анкара, тоа е ново, да таква одлука му се дозволи на врховниот заповедник во Европа, на силите на НАТО и на американските, тој сам да одлучува за реагирање во случај на упади од дронови или ракети, без согласност да се забрза тој процес на одлучување, што е многу битно тука сега, бидејќи знаеме какви имавме проблеми кога имаше такви упади со дронови. Тоа е една од спецификите, че има и други на тој самит на НАТО, значи европската безбедност ќе се зајакнува, тоа што го бара и Соединетите американски држави, колку тоа сега ќе влие на заострување или на смирување во однос со Русија, тоа ќе го видиме. Бидејќи нели знаете вие кога е некој јак и вие сакате да бидете јаки, дали тоа ќе произведе уште поголем конфликт да ги употребите средствата или ќе има баланс сега, па ќе се смириме затоа што знаме вие имате моќ, па еве нема да одиме кон војни решенија, него ќе бараме компромиси. Нова студена војна на некој начин со слични, но и различни актери, да речем. Али со зголемено вооружување и извојување за еве гледаме сега една специфика, гледате сега Шпанија беше, знаете, на самитот на НАТО кога се донесе она одлуката да се издвоја 5%, 3,5-1,5%, Шпанија дури премиерот излезе јавно каде што не се сложи со тоа, па трпеше критики од Америка и така натаму. Сега веќе читаме, гледаме информации дека Шпанија за ова година 50% го зголемила, значи покрај се морал да попушти шпанскиот премиер, 50% го зголемиле буџетот за ова година во однос на минатата година војниот одбранбениот буџет. А покрај она таква политичка одлука дека нема да го прави. Сепак да. Добро. Господин Кузманов, ви благодарам за гостувањето, за анализата. Се разбира, остануваме тука, ги следиме сите актуални работи и следен термин повторно ќе се најдеме тука. Па ќе има сега овде простор, сега ова ќе трае за овој меморандум за разбирање, рековме овие на наредните 2 месеци, ова со Украина и така натаму. Допрва не очекува жешко лето и многу жешки теми на безбедносен план во Европа и на Блискиот Исток. Да, благодарам уште еднаш. Почитувани, ова е крај на првиот дел, останете со нас, одиме со една куса пауза за реклами и продолжуваме со Аднан Џаферовски.